Благодарам подпредседателя, почитувани пратеници, почитуван председател на владата, почитувани кандидати за заменици министри, почитувани медиуми, почитувана явност. По един месец от изборот на владата, много работи на граѓаните им стана ясни. Им стана ясно дека секој ден од ВМРО ДПМН ќе слушаме само лаги. Некогаш лагите ќе бидат повторувани, за да можат членството на ВМРО да поверува дека тоа е вистината. И така денес имаме на дневен ред избор на заменици министри, со фенер да ги баравте, под неспособни кандидати немаше да најдете. Секоја чест на исклучоците, неколкумина од нив навистина местото им е во како заменици министри, може би и повеќе. Но наместо досегашните 16 заменици, сега имаме 20. А за време на кампањата цело време зборувавте за намалување на бројот на функционери и сега наместо намалување имаме 25% повеќе заменици министри во влада. И ако ги погледнеме биографиите на предлог кандидатите, очигледно е дека нема да сработат ништо. Но битно вдомивте 20 нови функционери, 20 партиски послушници. А тоа што од буџетот со ребалансот ќе кратите од младите, од болните, од лицата со попреченост, од граѓанските организации, од платите, од професорите, од лекарите, само за да на овие 20 нови функционери и на вашите 24 кабинети обезбедите убави плати. Барем да предложевте соодветни кандидати со искуство во областа за кои што се именувани, признати експерти во своите области, луѓе кои што ќе можат да дадат придонес во креирањето на политики. Но вие се водевте од она, тоа што имавме, тоа ви предложивме, не е битен квалитетот, битно е да се задоволи владината коалиција. Но како велат, какви министри, такви заменици. Првите катастрофа, вторите уште поголема. И за да ги запознаат граѓаните капацитетите на дел од министрите, ќе спомнам дел од биографиите. Предлог на заменик министер во Министерството за одбрана. Ниту еден ден работно искуство во одбраната или барем нешто поврзано со одбраната, освен ако не се смета тоа што сама си го навела во биографијата, дека била придружник на лице упатено во делегација на Република Северна Македонија во НАТО во Брисел. И тоа го наведува како работно искуство. И ова, да не е жално, ќе биде смешно. И повторно, и кај замениците, исто како и во биографиите на некои од министрите, не се прави разлика помеѓу тоа што е политичко искуство, а што е работно искуство. И затоа ставете се во работно искуство, барем биографијата нема да ви биде ќе ви биде на пола страница, нема да ви биде сосема празна. Имаме експерт за веб дизајн кој што од раководител на сектор за веб дизајн во приватна фирма оди во општинска администрација. Се вработува како советник во општина Куманово. И се прашувам кој е експерт за веб дизајн кој што е раководител во приватна фирма на сектор за веб дизајн ќе оди во јавна администрација. Експерт кој оди неколку звања пониско, но за неполни 4 години поминува 4 звања нагоре. А плюс ја вработува, успева да се ја вработува и сопругата во истата општина, па да се унапреди во инспекторка, затоа што инспекторите зимаат 30% повисока плата. Ете, вакви експерти се тие кои што напуштаат приватен сектор, меѓутоа за многу големи бенефиции во општинската администрација. Партизација на општината до максимум, а зборувате за департизација на државната управа. Ама за вас важи изреката, немај гледај што правам, слушај ме што зборувам. Имаме
доктор на науки по кинезиологија, предлог за заменик министер за внатрешни работи. И да бидам искрена, биографијата на овој предлог кандидат е навистина добра, меѓутоа е добра да биде заменик министер во Министерството за спорт, а не, односно во соодветен ресор, а не во Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа во Министерството за спорт оди инженер за информатика, кој што многу посоодветно ќе би бил заменик министер за дигитална трансформација. И нема да набројувам уште се што имаме предлози за заменици министри и повторно ќе кажам секоја чест на исклучоците затоа што е многу тажно на кое ниво е спуштена функцијата заменик министер. Со вакви министри кои што ги имаме, со вакви заменици министри, со ваква влада не може да очекуваме ништо добро за граѓаните, за државата, освен лаги, неостварени програми и лажен пиар за Македонија повторно горда. Наместо кадровско освежување и ангажирање на компетентни луѓе, се предлагаат несоодветни кадри. Партијските потреби, желбите и апетитите на коалиционите партнери се ставаат пред потребите на граѓаните. И брзо ќе ви заврши медениот месец и ќе мора да покажете резултати од работењето, наместо да се занимавате со опозицијата. Време е да сватите дека вие сте на власт, а не опозиција. Време е да започнете да работите, а не само да имате празни дискусии со куп лаги и обвинувања. Извадете ги розоевите очила кои ще ги ставите пред месец дена и вратете се во реалноста, затоа што реалноста е таа дека секој ден имаме нова лага и невиден популизам. Благодарам.